Не барало живо градоначалникот Стефчо Јакимовски. 2014 кога влеговме во влада Гром, ни дадоа заменик министер за локална самоуправа. Предложив еден член од партијата. По неколку дена ми се јави Сашо Мијалков и ми вели: Стефче, овој човек не може да биде заменик министер. Вика, бил условно осудуван. Тоа се брише од казнена евиденција и избришено беше од казнена евиденција и ние не го ставивме заменик министер. Тогаш владата си го проверила човекот дали има било што во казнена евиденција. За ова ВМРО ДПМН има пропус, доколку искочеше јавно и се извинеше и ќе покажеше поинаква политика ако тоа место му го земеше на влен и им каже: нареден пат ќе предлагате луѓе чисти, а не бивши затвореници, затворската келија да се ја заменат за канцеларија. Дејан Јук на Facebook вели: кој катастрофално губи има право да се љути, хах, завидливи луѓе, што не се СДС на власт. На власт, никогаш повеќе, СДС, предавничка. Дејан Јук, ич гајдени ми е за СДС. Доку се јавите во наредните 5 минути. Чекај, не бара во живо градоначалникот Стефчо Јакимовски. Ало? Дечка, Добро вечер. да ве поздравам прво, добро вечер, да ве поздравам. Да, повеле. Интересна ви е емисијата. Јас ве гледам од Грција, да. Зошто сакам да се вклучам? Повеле. 2014 кога влеговме во влада Гром и ни дадоа заменик министер за локална самоуправа. Предложив еден член од партијата, не е битно кој сега. По неколку дена, се сеќавам исто вака бев на одмор, ми се јави Сашо Мијалков и ми вели: Стефче, овој човек не може да биде заменик министер. Зошто, викам, не може? Бил осудуван. Како бе бил осудуван? Вика, бил условно осудуван и пази, дури бил условно осудуван и не знам колку години треба да истече, тоа се брише од казнена евиденција и избришено беше од казнена евиденција дека бил некогаш условно осудуван и ние не го ставивме заменик министер. Но што ми е поентата? Поентата ми е дека тогаш владата си го проверила човекот дали има било што во казнена евиденција. Сега, по мене, за ова ВМРО ДПМН има пропус, меѓутоа ќе покажеше поинаков однос во однос на СДСМ кон овие прашања, доколку искочеше јавно и се извинеше и ќе покажеше поинаква политика ако тоа место му го земеше на влен и им каже: нареден пат ќе предлагате луѓе чисти, со чисти досиеа, а не бивши затвореници, затворската келија да се ја заменат за Директорска за фотелја. канцеларија, за директорска фотелја, и тоа ќе беше за поздравување ако ВМРО ДПМН така направеше. Тоа ќе покаже различна политика од она што има СДСМ. Кога јас би бил на нивно место, јас би направил така: веднаш би назначил друг и тоа место автоматски влен го губи, па нареден пат ќе мислат кого ќе предлагат, они сами ќе си ги проверуваат. Ама имаме ние ситуација кога и знам дава предлози, например, за овој што е у Прилеп, е на знам. Осуден е, а имало и кривична постапка, истрага за проневера на 2,3 милиони евра во Прилепскиот водовод, кога градоначалникот бил од СДСМ. И ВМРО држале пресконференција против Емил Јаневски, дека проневерил толку и толку пари. И сега овој Емил Јаневски преминува од СДСМ у знам и станува директор. А има и оне кривично судуван, го објавивме. Тој видов дека е условно осудуван, јас само сакам да ви направам споредба со тогашната влада на ВМРО ДПМН и сега, значи, кажувам дека Сашо Мијалков ми се јави и ми рече: овој не може да биде. Па Сашо Мијалков работеше градоначалник, а овие хендлаат милиарди. Овој милиарда работи. Му се јавив на човекот, ама вика пред многу години тоа е избришено од казнена евиденција, вика све условно сум осуден. Што реално што ми е условно осуден, избришено од казнена евиденција, човекот е Чист. веќе дека е чист. Бието ние не оставивме заменик министер. Па добро, таа е разликата. Што вика Милош помеѓу
И не се сложи владата, али пак ќе кажам, значи ова е нивно неснаоѓање што секој човек не го проверуваат, веројатно сега ќе ги проверуваат, но во исто време ќе покажеме поинака политика ако јавно се извинеа за пропустот и второ, Навлен му каже извини. Нареден пат ќе се мислите кого предлагате, друг стави си кандидат таму и ај страно. Нема таква храброст у ова ВМРО да помене. Па сега кога нема таква храброст, имаме академија приватна. Да. Како се викаат овие на мерко тие дипломците и постдипломците, сега ќе ги правиме академици. Тони Аревски. Да, сега тие ќе станат, па да, видиш, може и Тони Аревски ќе станат. Да. Да, баш ќе им одговара некој да имаат академик. Да. Мислам дека ако сака вистински да реагира ВМРО да помене, ќе им каже да, може би да предлагате од општините да ви го финансираат, ама министерот за финансии буџетите на општините за наредната година нема да им ги учите, па да видиме само. Ќе видите на времено финансирање. Па ќе зимате само плати, па ќе видиме дали ќе финансирате вие академии како што вие си сакате. Партиски академии. Да. Нема од тоа ништо, мислам дека они ќе хендлаат само. Па сега требаше да има веднаш одговор да каже. Ако тоа се случи да биде на општински буџет, општинските пари не може за оваа работа да се трошат, ќе биде блокиран буџетот од министерот за финансии. Така е, не мора од министерот за финансии, може и Зизи, министер за локална е. Тоа не може министерот за локални. Како не? Тоа е разлика во политиките со СДСМ. Ова е сега, јас како тргнале, СДСМ отиде курбан од Дуи, овие ќе си отидат курбан од Лен. Да. Па нека им ја со среќа. Ако не ја коригира својата политика. Тешко. Јас искрено посакувам да не биде така. И ние. Многу ентузијазам има кај нас од оваа влада. Ја види, сите посакуваме да живееме во нормална држава, апсолутно се согласувам со граначалникот, но по се изгледа дека работите ќе бидат како до сега. Да. Јас цело време ги гледам како они кажуваат колку била тешка ситуацијата, ама они ќе нашле време. Милиарда работи биле, ама они ги хендлале, не знаеле кај се наоѓаат. Мислам, смешно е таа цел да ги жалиш просто зашто дошле на власт. Да. Да просто да ги жалиш зошто дошле на власт. Загревај. Што така? Види колку ми е тешко, хаос е, ама ја го решавам хаосот, ве молам. Значи сега па ако ќе паднат они од власт после 4 или после X години, тој што ќе дојде, па он ќе кажува дека е хаос и они ги хендлаат работите на дневна основа. Не е тоа хендлање на дневна основа, тоа е само, како да се каже, си се изгубил во просторот и во времето. И точка. Се согласувам. Како што треба. Реално стартот е лош. Зашто вака да направиме разлика измеѓу онаа влада на Никола Груевски 2006 година, која фати од еднаш 3000 луѓе смени на една седница, колку не 3000, не знам колку илјади кусур луѓе смени на иста една седница на влада, так и тргна како ураган. Ги смени и сите проверени, никој со вакви опашки. Да. Не ми гледаш се што се случува. Сега повторно се бавиме со некои политички теми, со акаде нема се фатат за работа, за економски прашања, за едно за друго, цело време за тоа. Не знам како не се фаќаат. Министерот за транспорт и врски ни посака добро утро и добар ден на сите со еден убав проект. Денес како започнавме денот со еден убав проект за изградба на експресниот пат и така убаво ќе си живееме со новиот експресен пат. Мислам, има и такви... Александар Николовски. Кој е нов експресен пат? Ранковци. Па добро, тој се гради веќе 10 години. Па добро. Не знае Ацо. 10 години се гради, тој се гради 2017 или 2016. Мислам дека 2016 почна да се гради. И како тргнало, предпоставувам дека сигурно уште година дена минимум ќе се гради.
Да, ма нас ќе ни посакуваат убав ден, секој ден додека се гради. Ацо Николовски ќе ни посакува убав ден да имат. Добро, гледам јас, види, немало пари, не знам, за вработените во железница или не знам каде, ама они нашле пари за плата. Прво ќе кажуваат како нема, една вест ќе биде нема, а втората вест ќе биде како они нашле на пари. А што очекувате дека нема да најдат пари за вработените при ребалансот на буџетот? Нормално дека ќе најдат. Мислам смешни се тие работи. Смешни се тие работи. Смешни се тие работи за луѓе кои што знаат или следат политика или критички размислуваат. Да, тие се работи смешни, ама за луѓе кои што да не навлагам. Да. Да. Очекувам малку или пасте куриозитет. Замислете премиерот од самит на НАТО од Америка, кај беше Вашингтон или Њујорк беше, Њујорк. Вашингтон и Њујорк. И Њујорк, од аеродром Петровец директно дошол во кабинет на состанок со министерот за финансии. Страва. Каква вест, човече, нацијата треба у несвест да падне. Интересно, тој ден јас се вратив... И после им викаат не бањати ВМРО-вци. Од Врњачка бања се вратив и прво отидов дома, се истуширав, па отидов на работа. Колку сум сгрешил. Грешка голема е тоа. Да. Колку Голема требало одма да си иде во влада. Да. Не може народот да го занимаваш со небитни работи. Тоа е тоа. Не може со небитни работи да се А со какви работи ќе го занимава? Битните работи сите му се утка. Со што да го занимава народ? А не може битните работи, фати се за битните работи, остај ги небитни. И престани со пиерот. Оти со тој пиер му досадивте на народот од 2015 па навака. И ви се случи тоа што ви се случи. И не им доаѓа памет. Пак истата работа терат, само пиар, гол пиар. Види, пари нема за плата, ама ние ќе се потрудивме и после недела еве најдовме пари за плата. Ама тоа е гол пиар. Аман тебе луѓе. Не знам дали они му досадија на народот или народот си го прифаќа тој гол пиар. Па не, тоа им се случи со минатата влада. И Груевски претера со пиарот. Пиар, на крај пиар бидна. Добро. Благодарам на благодарам на јавувањето, градоначалник. Благодарам и јас. Се гледаме у 5-та сезона. Поздрав до Се гледаме во новата сезона. Поздрав, градоначалник. Ајде, чао. Ке се согласам со Види. градоначалникот. И ова најмногу ќе ги боли од вечерашната емисија. Тоа што го кажа градоначалникот. Како се работело некогаш, како работело ВМРО некогаш и како се работи денеска. Па ја, без разлика на Јануш Замјалков? Не го извадив. Како бе? За да го имаме, мислам дека од вчера, ама беше поентата за да не дефокусираме од другите глупости кои што ги каже. Значи, и самиот Мирчевски без разлика, сите забелешки што ги имам, значи и самиот Мирчевски му вика, ова не е ВМРО. ВМРО не ги работи вака работите. И народот во суштина не го бараше ВМРО ова денеска. Не го бараше третиот ешалон на Никола Груевски, или четврти. Го бараше Никола Груевски и го бараше неговата екипа. Затоа што тоа беше единствен момент. И тој начин на работа, да. Единствен момент во кој што во историјава на државава стварно имавме со нешто со што да се гордееме. Па сега да трнам од најпроста работа, ама тоа е многу значи. Најголемите спортски успеси кои што ги имавме како нација беа во тој период. 4-то место на европска кошарка. Вардар 2-3 пати стана шампион. Тоа е ама тоа се ете да трнувам од мали работи. Абе луѓе, проектон купи куќа, купи стан. Парите кои што се дава за второ дете, за трето дете, за четврто дете, можноста да си го легализираат луѓето имотот. Види, тоа се такви едноставни работи, ама така ти ја враќаш гордоста кај народот. А што пре овој? Прва одлука, сега вчера тоа го коментиравме. Ќе намалуваме за најбогатите, само да го докажам, за најбогатите компании ќе намалуваме данокот. Значи јас
сум десничар, јас сум капиталист и се согласувам да се намалуваат даноците, ама за сите. Па ти не си му помогнал у кампања со милиони евра да ти намалат тебе данок. Ај ако